Он тачно кога идеше кај швалерката беше сам. Значи тоа беше во недела, после подне он идеше да се најде со незе и како не смееше никој ни да го прати ни да го гледа, пошто војна тајна беше. Тој ден сме го начекале у гаража кај него и сме го одземале да го носиме на друго место 300 км подалеко, тоа е у граница, градот се вика Туке, на море, у граница со Енглеска. Сме го следиле 4 месеца и 20 дена, значи сме јаделе во некои комбинија тамо или коли сендвичи и сме имале секакви податоци могуче за еден човек за 4 месеца и 20 дена, секој дневно, значи ден и ноќ. Не сум бил сам, значи сме биле петорица и сме знаеле тачно со извинение и кога иде кај швалерката да игра тенис. Токму за тоа да не го слуша гласот, пошто он остана со нас 32 дена. После едно известно време ќе ни го препознаваше гласот. Мислевме, ако еден ден бидеме пред него и не тера да збориме, ќе не препознае, за да не дојде до таа незгодна ситуација. Значи, со пишување целите работи, значи договорите за парите, за све сме ги правиле преку пишување. Сме барале 20 милиона марки, ни даде 5 милиона марки, има пишувана книга за тоа, кај што се разјаснува све како сме ги земале, како сме успееле. Книгата се вика La Rançon de Vie. Значи не можевме повише затоа што требаше да влеземе у контакт со многу луѓе. Еден од тие луѓе беше и син му, Кристијан. Знаевме дека има многу милиција код него, службени, ЦИА, ДСТ, француска, енглеската полиција и така, и не отидовме до тој контакт, за да не имаме проблеми со нив и да не дојде до некоја незгодна ситуација измеѓу нас и самиот министар. Најтешко е да ги земеш парите, најлесно е да се киднапира некој. Било кој човек у свет може да се среди, да дојде до таа киднапирање, ама најтешко е да се земат парите. Значи, вообичајно се дешава незгодната ситуација и да имаш проблеми кога имаш контакт со човекот за да ги земеш парите. Сите филмови, криминални или обични или било кои, покажува тоа. Значи, со голема среќа сме успеле да ги земеме парите без никаков инцидент, без да се пука, без да се повреди никој и така. Изводливо од нас, тоа беше бригад социјалист револуционер. Малку беше една заебанција и со полицајците, значи тоа еден реванш беше да се зајабаваме малку и да ги збуниме и полицајците и сами себе, да се смеат со сам себе, пошто
Бригада социјалисти БСР, тоа е полиција јака во Белгија. Да мислат дека некоја група јака политичка го изведела тоа, а и да не може да пресметат дека некои луѓе обични кои имале пресметки со премиерот порано. Нормално, да, сме го пуштиле после 32 дена, сме го вратиле за Белгија, во една станица за железничка станица. Сме го вратиле, здрави жив, сме му дале пари за такси и се вратил дома.